на прва помош, секојдневна непредвидлива битка. На линк треба да имаме колешката Јована Костадиновска, која што во разговорот со својата соговорничка Билјана Журовска ќе ни даде малку повеќе детали на оваа тема. Јована, добро утро. Добро утро за гледачите на Македонија наутро, добро утро и за сите во студиото, драги мои колеги. Денеска се наоѓаме во Црвениот крст на Република Северна Македонија. Како ќе се одбележи денешниот светски ден на првата помош, дали денеска или можеби во наредните денови, кои се активностите со кои што ќе раководат од Црвениот крст, мој соговорник Билјана Журовска, стручен соработник по здравствени превентивни програми. Добро утро. Добро утро. Светскиот ден по прва помош е ден кој што ширум светот се одбележува на секоја година во втора сабота од месец септември. Овој ден за прв пат е воведен од страна на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина во 2000 година и од тогаш традиционално се одбележува секоја година. На овој ден повеќе од 100 национални друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина организираат различни активности и настани кои што се во насока на подигање на јавната свест за пружање на прва помош и спасување на нечiji живот, но исто така и промоција на запознавање на вештините по прва помош кај пошироката јавност. Оваа година Црвениот крст на Република Северна Македонија на 17 септември во Битола ќе организира настан, поточно конвенција по прва помош. На овој настан ќе учествуваат сите општински организации на Црвениот крст и Црвен крст на град Скопје. Настанот ќе трае отприлика околу 5 часа, ќе започне во 11 часот и ќе заврши во 16 часот. За овој настан се планирани повеќе активности. На првиот дел од настанот е наменет за промоција на традицијата и културата на сите општински организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје. За таа цел ќе се постават 14 штандови низ широк сокак и нашите волонтери ќе ја представуваат традицијата и културата од општината од која што доаѓаат и сите граѓани ќе можат да се запознаат со традиционална култура, храна, народни носи и различни културолошки обележја. Додека вториот дел од настанот ќе биде наменет за промоција на првата помош. Истата ќе започне со симулацијска вежба по прва помош, која што ќе организира на Црвениот крст на општинска организација Битола. И истата ќе биде подпомогната и во организација со институции од кризниот менеджмент, како што се полиција, противпожарна служба и службата за хитна медицинска помош. И ќе бидат поставени на 24 локации во Битола, ќе поставиме штандови каде што наши искусни предавачи и демонстратори ќе покажуваат показни вежби по прва помош. И граѓаните ќе бидат охрабрени да ги пробаат истите и да се запознаат со оваа животно спасувачка вештина, бидејќи знаеме дека не секогаш првата помош ја пружа медицинско лице, најчесто при секојдневни несреќи. Обичниот граѓанин, значи обичниот минувач е тој кој што е принуден да пружа прва помош и да спаси нечи живот. Така да ве поканувам на 17 септември сите заинтересирани граѓани да дојдат во Битола и заедно да го одбележиме светскиот ден по прва помош. За сите оние кои што нема да бидат во можност да бидат во Битола и се од другите градови низ државата, може ли накосо и во интерес на времето, што е оно што треба да го знаеме кога ќе се најдеме неде Боже во ситуација кога ние како граѓани освен што треба да повикаме брза помош, треба и да укажеме што смееме, а што не смееме да направиме. Така. Значи, еве еден пример, доколку најдеме на лице кое што се наоѓа во безсвесна состојба, нешто што прво треба да направиме е да се проверат знаците на живот, односно се провери дали лицето е свесно, се протресува и гласно се прашува дали сте добро, дали ме слушате. Доколку не реагира лицето, се проверува дишењето, со тоа што клекнуваме пред него, со образот и со увото, застануваме и проверуваме преку процедурата гледај, слушај, чувствувај. Значи гледаме дали се подига градниот кош, со увото наслушаме дали имаме звуци на дишење и чувствуваме дали топлина ни оди на образот и на лицето од дишењето. Исто така потоа се проверуваат на вратните артерии дали имаме проток на крвоток. Да, се проверува дали има, тоа се каротидните артерии.
и доколку кај лицето значи нема знаци на свест и знаци на дишење, тоа значи дека има престанок на срцевата работа. Потоа преминуваме на срцево белодробно оживување, односно направиме срцева масажа и вештачко дишење. Клекнуваме пред лицето кое што во безсознание во пределот на градниот кош и со дланките, со внатрешниот дел од дланката, значи се поставува на средишниот дел од градниот кош и со другата рака се притиска со одлабочина од 5 до 6 сантими со фреквенција од 100 значи притискања во минута. Со тоа што првично се започнува со 30 притискања на минута, значи срцева масажа 30 пати правиме. И потоа правиме вештачко дишење, со тоа што се навалуваме пред лицето, ние навалуваме на значи главата наназад, брадата се подига и со палецот и показалецот притискаме на носот, го затвараме и отвараме устата и правиме вдишување. Ова го правиме значи додека лицето не почне спонтано да диша, нешто што изумев да го кажеме многу битно, да пред да започнеме со срцево белодробно оживување, мораме да викнеме итна медицинска помош, доколку имаме случајни минувачи, ќе ги замолиме истите за да добиеме на време. За да може додека ние правиме срцево белодробно оживување да дојде итната медицинска помош и да продолжи со медицинскиот третман и доколку лицето спонтано почне да диша се поставува во странична положба. Која страна да биде поставена? Значи, не е битно која страна, битно е на страната на која што е легнато лицето, се поставува едната рака под аголо 90, другата рака се поставува во пределот на лицето, се крева значи коленицата на ногата која што е поблиско до нас и се префрла другата страна за да не дојде до запаѓање на јазикот и задушување. Благодарам Билјана за одвоеното време. Благодарам и вас многу. Во интерес на времето, се надевам дека помогнавме со овие неколку куси совети кои што секој од нас треба да ги знае. Бараме брза помош во не дај Боже ситуација доколку се најдеме и ова се некои основни нешта кои што можеме да ги примениме со цел да спасиме човечки живот.